Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор Прокредит банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Саниленс и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Брачен пар кој започна да прави своја природна козметика во Прилеп, а за 5 години стигна да ги продава своите производи во аптеките на Зегин, во неколку супермаркети низ целата држава. Тоа се Пура Перла, а денес со нас ја имаме Марија Чунде од Пура Перла, тоа е едната половина. Ќе пратиме поздрав до Бојан, кој е нејзиниот брачен и бизнис партнер. И Марија, денес ти ќе ни ја раскажеш приказната за како настана овој бренд. Јас баш пред некој ден гледав кога сме имале првата комуникација на Инстаграм и видов дека тоа било негде во март 2022. Ние го направивме профилот во јануари 2021. Предпоставам пред да сме зборнале, сме ве следеле, така што мислам дека сте биле едни од првите брендови што сме ве нашле. И после памтам дека Сара во некој момент дојде кај вас во продавница. Таму и раскажавте се, ми прати еден voice message од пола сат со вашата приказна и двете бевме премногу инспирирани. После нели јас се запознав во некој момент со вас, меѓутоа сигурно сум дека денес нешто ново ќе научам за вас што не сум го знаела до сега. Така што добре дојде и ќе имаме еден сат да си поприкажеме за се што знам и што не знам и што знаат и не знаат гледачите. Здраво, Кате, фала ви на поканата, многу ми е драго што сум тука и баш така и беше многу спонтано се запознавме со Сара. Кога дојде, мислам да како купувач, дојде во продавница, се запознавме и некако енергиите баш онака се споија. Многу заеднички теми имавме и после се си течеше, нели, спонтано и природно. Да, после имавме уште средби и верувам дека ќе имаме уште. И уште виднина. Па ајде најпрво да започнеме од тебе, може да ни кажеш што си по професија? И како започна целата приказна за Пура Перла, дали е поврзана со твојата професија или... Така, да. Значи, вака, јас сум дипломиран технолог, козметиколог всушност, меѓутоа тоа е мојата втора професија, не ми беше примарна професија и не ми беше воопшто план да ми биде професија. Првата професија ми е, јас сум лингвист, нели дипломиран преведувач и толкувач на странски јазици. Ова не го знае. И тоа го работев 10 години. Сега како сум поврзана со козметиката, значи тоа ми беше хоби уште од многу одамна. Од секогаш ме интересирала здравата храна, нели спортските активности и здравата козметика. Си правев нешто по дома, пилинзи, маски, нешто многу непрофесионално, нели? Она што можам да го најдам на интернет. Да си го направам нешто за дома во домашни услови. Сега, кога нели ја добивме примарната идеја ова да стане професија. Имавме една
па малку непријатна ситуација со близок член на нашето семејство, се разболе и тогаш целосно се посветивме на нов начин и стил на живот, кој што вклучуваше нели здрава исхрана, спортски активности и здрава и козметика. Зошто здрава козметика? Конкретно ни беше потребен дезодоранс природен, кој што не требаше да содржи алуминиумски соли. И успеавме да најдеме нешто на пазарот тука кај нас, меѓутоа не си ја бркаше доволно својата работа, ајде така да го кажам. Пред се тој производ содржеше и алкохол, ја сушеше кожата, правеше иритации и така некако почнав да се интересирам зошто нема нешто посоодветно, нешто подобро на нашиот пазар и нели интересирајќи се што можеме да најдеме нешто подобро, да направиме ние нешто подобро, така ги најдов и моите студии всушност. Малку размислував, нели, затоа што некако ми беше лудост на некој си 28-29 години да започнеме се од ново. Професија. Меѓутоа, брзо после тоа ги запишав студиите, додека студирав, нели, имав практични вежби и како навлегував се подлабоко во темата природна козметика, се повеќе се заљубував во таа идеја, некако ме повлече сето тоа. И до ден денес трае. А како ти дојде идејата да се запишеш баш на тие студии, затоа што претходно кажа дека си била целосно лингвист, односно ти кога реши да се запишеш на студиите, веќе имавте решено дека ќе создавате свој бренд за козметика или беше ајде да видиме кај ќе тргне со ова, па имавме претходно решено тоа да ни стане професија. Всушност, баш кога го спомнав, нели, дезодорансот, и имавме сериозни предизвици, па некои си 5-6 месеци да најдеме соодветен продукт, се запрашавме зошто нема нешто подобро на нашиот пазар. И тогаш некако разговаравме со мојот сопруг, а зошто да не пробаме ние да го направиме тој продукт, нели? И така некако спонтано почна се, меѓутоа не беше ни така брз тој процес, ајде ние да го имаме тој продукт, нели, требаше поголема стручност околу сето тоа. Не е ни така едноставно, нели, како што е примарната идеја и желба да се отвори бизнис. Особено барем не во козметичкиот свет. Доста е предизвикувачки тој свет, си бара многу дозволи, нели, и се што повлекува таа дејност. И баш беше потребно некои си 4-5 години да се подготвиме за ние да ја регистрираме и конкретно и фирмата. Значи, ептен сте биле упорни и посветени. Да. А Бојан, колку што знам, замина исто на студии за маркетинг и менеджмент. Тој се квалификува во финансии и маркетинг. Тој ги води, според мене, подосадните работи во фирмата, а јас сум по креативното лице. Значи, всушност, вие кога одлучивте дека ќе започнувате бизнис, направивте стратегија и се поделивте баш кој конкретен план, кој што ќе работи. Да. Фасцинирана, мислам, тоа е долгорочно гледање, нели, вие веќе сте знаеле. Бога ми. Да, веќе сте имале идеја дека ќе биде тоа се, нели, сето тоа добро брендирано, нема да биде. Да, апсолутно. Мислам дека на големо ќе одите. Да. Иако почнавте, мислам, баш според мене сте визионери, затоа што сте направиле плани, ако сте само Фала ти многу. Па не беше едноставно, морам да признам. Значи, на почеток се делува многу поедноставно, меѓутоа кога ќе навлезеш малку по-детално, нели, како и со секој бизнис, верувам дека е така. Нели, знаат да се искомплицираат работите, меѓутоа баш мислам дека визијата и желбата беа она што не држеја постојано тука. Сега сметам дека е многу битно што имаме на кого се подпреме. Бојан на мене, јас на него. Тој ги води работите што јас не ги знам во фирмата и обратно. Јас ги водам работите тој што не ги познава, нели, во мојата област и така некако се надополнуваме. Меѓутоа сепак морам да признам дека е многу лесно да се ослонам за тие работи што не ги знам на него, па и тој на мене. И тоа некако ги помага работите. А ти студираше тука во Македонија? Јас не знам дали има студии за козметикологија. Кај нас не сум сигурна дали на факултетот за биотехнологија, дали има козметикологија, не сум 100% сигурна дали има такви студии кај нас. Јас студирав во Лондон, на Институтот за природни науки во Лондон. Супер, значи сигурно беше
квалитетно искуство и Па образование? квалитетна беше праксата, морам да признам. Да, менторството и целата помош околу практичниот дел, да, многу беше, Да, онака hands-on experience. да. Сега... Многу поинаков начин на студирање отколку нашиот класичен начин, балканскиот. Многу, според мене, подобар, поквалитетен и многу попрактичен. Да, предпоставам од Да, тука... попрактичен, тоа е најбитно. Ако излезеш од било која мастер да, програма, не сум сигурна дали би бил спремен одма да започнеш бизнис, да го примениш. Се обично ти треба искуство негде во некоја форма, мислам компанија, па после да започнеш. Мене, она што ми е интересно е што, нели, кажа дека не сте можеле да најдете конкретно дезодоранс и други производи тука на македонскиот пазар, меѓутоа еве сте можеле да нарачате, не знам, јапонска или тие што се другите познати квалитетни козметики од странство, па зошто го одбравте потешкиот пат? Не верувам, нели, сте можеле да отидете на шетња до Грција или било кој пријател што патува да нарачате да ви донесе нешто конкретно. Која беше нека поголемата мотивација за да започнете баш ваш бренд? Може би беше спојна потреба од промена, животна промена, меѓутоа и сепак и желбата да се занимаваме со ова конкретно. Особено мене, некако претходната работа ми беше многу по механичка, како да ја наречам, нели, канцелариска работа, која што знаеше на моменти некако мојот дух да го, нели. Да, и предпоставам не е толку креативна. Не беше воопшто креативна таа работа. Сега со ова најдов нешто каде што постојано имам опции милиарда, нели? Да учам нови работи, да истражувам нови работи, затоа што во оваа дејност буквално никогаш не е досадно, од причина што секогаш има новитети на пазарот, во однос на нови суровини кои што излегне на пазар и секогаш има простор за нови формулации. А тоа баш знае да е креативно. И така некако спојна потреба од промена и желба за новитети и за поголема креативност. Да, има смисла. Се споиле, значи, коцките. Веројатно се случи во прав момент. Да, тоа некогаш е многу потребно. Да. Сега сакам да навлеземе малце повеќе во темата козметика и тоа што го нудите вие. Па еве, мислам дека најголемиот дел од луѓето купуваат козметика од супермаркет или можеби од некои дрогери и нели имаме таму најразлични брендови, има различни цени и слично. Добро. Па ме интересира како вашата козметика се разликува од оние производи што ги има во супермаркет и всушност како вие свативте дека ова е едно од нештата кое треба да ги промените во тој цел концепт на здрав живот. Што е тоа што го имаат козметичките производи од супермаркет, а што го нема во вашата козметика? Да, претпоставам мислиш на оној природна козметика. Па да, момент. Полека сакав да навлеземе во тој дел, нели во состојките и се што содржи вашата козметика. Па вака, значи, ние како идеја за цел бренд не е само нели да е природна и органска, туку да го запазува и cruelty free моментот и eco-friendly моментот, така некако си го нарекуваме меѓу нас светото тројство. Затоа што зошто да е само природно кога може да е и cruelty free, нели? Тоа значи дека не користиме палмино масло во нашиот состав, тоа е чисто дел од нашата политика на работа. Да. За тие само што можеби не се свесни, палминото масло, сакам да додадам дека палминото масло е поврзано со како се вика deforestation. Да, обезшумување. Да. Всушност се сечат, конкретно имам слушнато за во Амазонија. Се сечат површини на нели дрва што сте автохтони таму за да се расте палма, затоа што растат брзо палмите и потоа од нив палминото масло се користи и во прехранбена индустрија и во козметичка. Особено во прехранбена. Сега за во козметичка индустрија е доста предизвикувачко да е примамливо за користење, затоа што по текстура е доста густо. Содржи баш онака висок процент на масни киселини.
и е баш масно, нели, она што е потребно за липидите, меѓутоа и е со многу фер цена. Меѓутоа, навистина нашата политика на работа не го одобрува, нели, користењето на палмино масло и решивме да не го користиме. За сметка на тоа ја користиме шеја путерот, кој што е далеку по скап, нели, како суровина, меѓутоа тоа е наша одлука и сметаме дека е правилна, нели. Меѓутоа и во односнина шеја путерот, ајде сега кога веќе, нели, почнавме со суровините, ние имаме буквално сертифициран шеја путер дека е cruelty free, односно фер тргуван шеја путер како, нели. Други работи кои што, нели, ги запазуваме, односно природниот моменти за органска козметика, тоа е дека не користиме, нели, парабени, сулфати, фталати, односно било какви токсични хемикали во составот. Од каде потекнуваат овие состојки што не се од природно потекло? Знам дека некои од нафта секако деривати на нафта, на нафтени производи. Такви се, например, парафинот, базелинот, ние не ги користиме. Не ни се одобрени, нели, мислам. Воопшто во декларација не сме, нели, таква суровина да ја има. Тоа пред се е многу важно за нашиот организам, за нашиот крвоток, нели? Затоа што дел од тие токсични хемикали буквално се поврзани со многу научни студии дека после долгогодишно користење, нели, се поврзани со одредени болести. Например, парабените знам дека беа поврзани со појавата на Алцхаймер, со одреден тип на карциноми и слично. Значи, на долг рок знаат да направат баш онака сериозна штета со болести со заболување на джигер, на црниот дроб, нели, на бубрези и слично. Сепак тоа е нешто што го нанесуваме секој ден, како и храната. Се нанесува секој ден и особено многу знае да е штетно козметиката која што се дели козметиката, нели, на козметика што се измива и козметика која што останува на кожата. Измивачи се шампоните, геловите за туширање, меѓутоа оние што остануваат на кожата се баш кремите, серумите и слично, лосионите. Лабело, например. Лабелото, апсолутно лабелото и го јадеме несвесно. Да, па исто и за шминка, например. Исто и со шминките, да, преку очните капаци, нели, влегува и во самото око, нели, до органите. Сега тоа на долг рок знае да направи сериозна штета, за која што за жал, нели, многу и не се зборува. Да. Народот и не е ни така запознат колку тоа се е штетно. Да. И дел од нашата работа е, нели, да ја вршиме токму таа и едукација. Едукација, да. Да, некако дека не е директен извор, јас колку што знам не може директно да се докаже овој човек фатил рак. Директно конкретна личност да се докаже не, меѓутоа има сериозни студии кои што покажуваат дека одредени состојки се стварно поврзани со одредени болести. Со многу типови на карцином, со Алцхаймер, со сериозни заболувања на бубрези. Затоа што баш црниот дроб и бубрезите, нели, ја преработуваат се чистачи на организмот. И тие баш ги чистат и се во директен судир некако и со токсичните хемикали. А тогаш зошто, еве, ако има научни истражувања каде што е докажано дека на долг рок овие состојки се штетни, како се уште се дозволени да се користат? Зошто се дозволени во некои континенти и не се знам дека Америка има целосен банер на парабените. Европа ги нема. Сега зошто е тоа така, навистина не знам. Сега наша борба е, нели, преку едукација пополека, нели, народот да осознава што е добро, а што не е за своето тело пред се, меѓутоа и за животната околина. Нели, сулфатите знаат да се сериозен загадувач на животната околина, затоа што тие, нели, преку одводот одат до отпадните води. Тоа да, сето се подлежи на филтрација, меѓутоа не е докажано дали таа филтрација е 100%. Тоа сето завршува преку тие отпадни води, преку системот за наводнување, пак повторно се врти, нели, се циркулира таа вода и оди до овошјето и зеленчукот. И тоа ние после го консумираме и пак останува деловно од тие токсични хемикали кои што ние ги внесуваме во нашиот организам. Сега наша задача е, нели, сето тоа да го пропагираме. Што е добро, што не е, а народот да си знае, да си распредели. Она што забележуваме во последните неколку години, навистина многу поширока свест за сите овие теми.
заедно. Не само природна козметика што е добро за моето тело, туку и што е добро и за околината, и зошто не треба козметиката нели да се тестира на животни, и сето тоа како завршен триаголник. Тоа во Македонија го имате приметено како промена на свест или повеќе на Особено глобално во Македонија. ниво? За глобално ниво може би сме биле свесни дека надвор во Западна Европа, во поразвиените земји, дека свеста е на повисоко ниво, меѓутоа доста се изненадивме колку нели во нашата држава народот станува свесен, што многу ме радува. Ние имаме среќа преку нашата продавница, некако низ годините си изградивме, така си го викаме, нели, како комјунити, како мала заедница. И имаме директен контакт и со нашите потрошувачи. И тоа е многу убаво, кога нели низ муабет стануваме свесни Вршиш што едукација. знаат, што не Да. знаат, каде треба да се посветиме повеќе, нели, и преку нивните прашања и барања, и ние уште учиме дополнителни работи, и нас тоа не мотивира дополнително да откриваме нови новитети, да се трудиме да изградиме нови формули и така натака. Да. Сакав да ве прашам за клиентите еве што доаѓаат, претпоставувам се разликува и пред 5 години кога сте започнале сега, меѓутоа дали се еве луѓе што се свесни дека вашата козметика е поквалитетна или можеби па доаѓаат со некој специфичен проблем за кој не може да најдат решение, какви Да. се типови на клиенти имате? Верувам дека имаме од се помалку. И сме имале клиенти кои што дошле заради одреден проблем. Например, со каков кожа, проблем? па например екзема, псориаза, акни, без разлика. И се разбира дека кога човек има проблем е малку и скептичен. Почнале со еден продукт, да речеме, па се увериле дека после и се друго им одговара, затоа што генерално овие производи не може да направат несакани дејствија, иритации, воспаленија. Мислам се, напротив, нивната цел е да се смирувачки, да се калманти всушност. Тоа е поради природните состојки? Поради природните состојки и поради целата формулација, повеќе се осврнуваме нашите формули да се високо концентрирани, да не се толку на база на вода, колку што се на база на масла. Тоа е многу похранливо, побогато, по состав, меѓутоа кожата на долг рок има сериозни бенефити од тоа. И друг момент имаме клиенти кои што дошли заради еко моментот, кои што се баш онака Како ние. свесни им значи тоа, да. Имаме луѓе кои што дошле по препорака на нивна пријателка, да речеме. Најчесто наша клиентела се жени, зрели жени после 25-та година, а во последната година дена забележуваме и многу мажи, што многу ме радува, затоа што од почеток некако ни беше предизвик да ги навикнеме и мажите дека нели кожата е орган. Да. Нели дека не Да, се дели. стандардното е дека мажи не користат никакви козметички дека производи. да надминеме таа бариера дека нели не е сапун за се и дека не е срамота да користат крема за лице или серум за лице. Дека тоа чисто е потребно заради тоа што кожата старее, кожата се суши, дехидрира, потребна е нега, како што потребна ни е и храна во телото. А кожата се суши поради старењето или знам И дека поради имам надворешните влијанија. како загадување? Загаден и воздух, слично? да, загаден воздух, ветер, надворешни влијанија, буквално сонце, ветер, дожд, студенило, сето тоа предизвикува и мора всушност оние има и генетските предиспозиции се тука играат важна улога, меѓутоа и процесот природен на старење. После 25-та година нели престанува да се лачи колагенот, па хелуронската киселина која што природно сме ја имале во нас престанува, се намалува нивото. Са ние сето тоа треба после од надвор да го нанесеме и да ги всушност да го надополниме недостатокот. Да. Тоа е чисто поради естетски причини, затоа што еве на пример нашите баби дедовци не користеле ништо од козметика, мислам не знам нешто, претпоставам Нашите користеле. баби и дедовци всушност и многу и си правеле. Cold cream е буквално нешто што многу го правеле нашите баби и дедовци. Тоа е оние, како да ја наречам, помада што си ја... Од што ја правеле таа помада? Најчесто ја правеле од... Са во тоа време, веројатно, им требале масти, им требало вода, а како масти користеле доста животинско сало. Па да, тоа им било на располагање. Тоа им било на располагање. Сега се разбира дека за тоа има
доста добри замени. Да. Сакав се да позборуваме малце за вашиот, да речам, брендинг, затоа што вие нели, сте бренд за природна и органска козметика. Па како се користат овие епитети, да ги наречам, односно што сакате да представите со тоа, дали која е вашата подкрепа за да ги користите овие, дали има некакви сертификати и слично? Така. Па да, па прво, ние сме нели регистрирана фирма со сите можни дозволи за работа, со лиценца за работа, со нели стручна дејност и исто така и сертификати кои што се спрема барањата во нашата држава. Во однос на ширењето на пласманот надвор од границите, нели секоја држава си бара дополнителни некои сертификации или дополнителна документација во однос на истите тие продукти. Тоа секоја држава има различни барања и сега сето тоа нели со текот на годините се надополнува и надополнува. Сега сето тоа нели не гради нас како бренд. Нешто што сметам дека во однос на брендингот или естетичниот дел на нашиот брендинг се држиме ние до целосен минимализам. Мене многу ми се допаѓа. Цел концепт сметаме дека ние нели минимализам. Во смисла и минимализам како стил на живење, нели? Па согласно на тоа и изглед на самите декларации или етикети и слично. Сега спомна за сертификатите, тоа јас го гледам нели како пречка, сигурно вие знаете подобро за доколку вие би сакале да се распространите и на странски пазар, кажа дека во други земји се бараат специфични сертификати. Да. Каква е регулацијата тука во Македонија? Дали има домашни сертификати? Да, кај нас има институција, нели, Центар за јавно здравје. Таму ги сертифицираме сите производи и сите производи се контролирани од страна на Министерство за здравство. Понатака, за пласманот во било која друга држава, нивната царина, нивното Министерство за здравство одредува дали е потребна дополнителна сертификација. Сето тоа, нели, носи нови трошоци. Да. Што некогаш знае да е баш предизвикувачко. Меѓутоа, како и во секој друг бизнес, нели, тука Да, си има. Е дел од работата, просто едноставно. Да. А дали, пример, во Европска унија е регулирано да се бара еден сертификат или дури во Европска унија секоја земја си има Дури во Европска посебни унија секоја регулации? земја има посебна регулација. Знам дека летото имавме извоз за Малта и ни беа признати овие сертификати кои што си ги имаме ние. Меѓутоа знам дека Германија бара друг вид на сертификација, која што е малку попредизвикувачка. И секоја држава има различни Да. барања. Значи, Тоа е, да, распространувањето треба да врзоснова се прави стратешки, не може да Да. ти текне така и да се Да, ќе продавам да. било која земја, него предпоставам треба да одлучите каде сакате па да видите Дали е ствари можно, да. дали е воопшто Кога можно. е можно, всушност, не дали е можно, туку и финансиски дали е издржливо. Да. Сега малце да смениме на друга тема, едно прашање што вака го имаме слушано од луѓе што не следат на социјалните медиуми, конкретно за состојките. Пример, многу луѓе се прашуваат зашто природните сапуни и шампони не пенат како оние што се традиционалните, односно мејнстрим шампони и сапуни. Па сакам малце да позборуваме за состојките, што е тоа што ја прави пената и дали е тоа посакувана или не посакувана состојка. Мислам дека едно од најзбунувачките моменти е тој, кога нели човек што никогаш не се соочил со природна козметика, не користел природен козметички продукт, купува прв пат и најзбунувачкиот момент е ова не пени доволно, сигурно не е чисти. Да. И тоа е тотално погрешно. Односно, значи, природните сурфактантите се оние кои што ја прават пената, односно
пеначите на некој начин во продуктот. Природните пеначи во никој случај не можат да пенат онолку колку комерцијалните, затоа што се без сулфати. Обично се деривати на кокос и се нели целосно природни, одобрени по Космос стандард. Сега, во однос на чистењето, тие чистат и далеко подлабински од комерцијалните пеначи. Со тоа што тие не ја дехидрираат ни скалпот на косата, ниту пак кожата на лицето или на телото. И прв момент, после да речеме 2-3 неделно користење на природен измивач, е да се забележи дека нема првут на косата или кожата не се перути. Значи, поентата на природните сурфактанти е да ја задржат влагата во внатре во кожата. Меѓутоа, за тоа да се случи, треба подолго да се користи производот. Подолго да се користи, да, за да се увериме дека тоа има ефект. Да, ова баш го зборувавме и со Јана на втората епизода од подкастот, дека всушност многу од комерцијалните козметички производи имаат состојки што некако те вртат во круг, односно не го решаваат проблемот, него само прават да треба да продолжиш да го користиш, затоа што ако ти ја сушат кожата. Да, па перутењето на кожата или на скалпот, а тоа предизвикува првут, е најлесниот проблем, да речеме, тоа не е дерматит, меѓутоа е нешто со кое што се соочува можеби многу висок процент од популацијата. Можеби голем дел од луѓето не се ни свесни од што им е тоа. Мислат дека имаат сува кожа и тоа е тоа. А не е така, нели? Кожата и не би требало да е сува по природа. Значи тоа е од одредени состојки? Од нешто што ја дехидрира кожата, да. Едно од надворешните влијанија е козметиката која што користиме, на пример. А исто така и загадувањето, и тоа може да придонесе или во овој случај не? Од се помалку би рекла. Да. Значи и кога имаме зголемен денови кога е ветровито, и тоа знае да исуши кожа. Загаден воздух зимно време особено знае баш онака да дехидрира кожа. Меѓутоа во никој случај не помага козметика која што дополнително ги отстранува липидите. Нели? Мастите ги отстранува. Да. А пример шампоните што се еве како Head and Shoulders, што се конкретно за првут, на кој начин функционираат? Дали има некоја дополнителна состојка, мислам како се рекламираат, изгледа како да додаваат нешто дополнително, што тоа го решава првутот, меѓутоа треба уствари да се задржи масноста на кожата. Да. Дали делумно дали привремено ќе го решат првутот, тоа навистина не знам, од бренд до бренд можеби зависи, меѓутоа поентата е дали се искоренува проблемот. Нели? И со акните, не конкретно само со првутот, со проблематиките со скалпот, туку со било каква проблематика и на кожа, екзема, дерматит, нели? Кога имаме акутни состојби, да речеме, мора да се користи козметика со антибиотици. Мислам, ние тука не можеме да се мешаме и тоа е 2 или 3 недели апсолутно потребно. Меѓутоа, после таа антибиотска терапија, нели, потребно е да се има правилна нега. Тоа е потребна, мислам, вистинската потреба. Со правилна нега што значи? Правилно чистење на бактериите што се таложат на површината на кожата, правилно отстранување на вишокот на масти, оној себум што се лачи, кој што е вишок, меѓутоа не оние масти кои што се потребни, и правилна нега и хидратација, а тоа е уствари храната на кожата. И кожата како орган има потреба од храна, како што и телото има потреба од храна. И тоа е некако како да споредиме дали ќе се храниме со салата и хамбургер и треба да имаме, нели, ист ефект на долгорочно ниво. Да. Јасно, значи всушност ако имаме еве некој проблем, пример акни да речеме, и ако го решиме од корен, тоа значи дека после можеби нема да треба да продолжиме да користиме одреден производ, затоа што сме го решиле коренот на проблемот. Се решил проблемот, точно. Да. Точно. А тоа што прават традиционални, мислам, мејнстрим брендовите сакаат да, нели, да продолжиш да купуваш. За жал е така. Да. Во однос на вашите цени, еве пример некој што користи
обична козметика, доколку ја отвори вашата веб страна или пример отиде кај вас, може би на прв поглед да му изгледаат скапи производите, еве конкретно не знам, пример еден ваш шампон е 700 денари, а во Да. супермаркет може да се најде шампон за 200-300 денари. Да. Јас ја знам причината, меѓутоа сакав да им објасниме малце и на гледачите Да. од каде доаѓа разликата во цената. Ајде прво да кажам во однос на нашата клиентела. Значи, ние буквално добиваме коментари од нашите клиенти дека дури сме јефтини на нашиот пазар, спротивно нели од тоа што важи нели за скапа козметика. Е сега нормално дека према комерцијалната козметика сме со доста повисоки цени, иако за македонски бренд сме со фер цени, према тоа што нели нудиме на пазарот и за што се залагаме. Цената нормално дека се оправдува за сите оние нели причини кои што нели ги наведов порано, регистрација, сертификација и се тоа. Меѓутоа и не само тоа, туку и самата формула што содржи, колкав процент содржи и сето тоа нели треба да ја оправда цената на пазарот. Ние навистина како бренд се трудиме да имаме доста фер цени затоа што пред се во Македонија сме македонски производители и сакаме на нашиот пазар да сме со што е можно по-фер цени. Да. Тоа сакав исто со тебе го зборувавме за шампоните конкретно, дека многу од поквалитетни козметички производи се всушност поконцентрирани. Мислам дека многу луѓе не сваќаат дека во еден шампон од супермаркет колку 80-90% е вода, 10% се, не знам сега дали се викаат тие активни компоненти, сурфактанти, се. И всушност барем јас тие што ги користам сега, јас од Шпанија купувам, тие што се поконцентрираните шампони ставаш буквално 2 капки, тоа треба да е доволно за разлика од другиве шампони што така треба да истуриш на цела дланка за да се постигне истиот ефект. Да. Таа е идејата на сите наши продукти, не само на шампонот, туку буквално и на кремите, тоа баш добро се забележува. Особено па и со кремите и со серумите, значи се трудиме во една формулација, нели, соодносот на вода према масла, секогаш да е поголем и да тежне повеќе на масло. Тоа значи дека се навистина многу похранливи, побогати масни киселини има во тој состав, повеќе активни компоненти. И тоа на долг план многу кожата има сериозни, мислам, навистина големи бенефити. Многу клиенти наши го забележуваат тоа и најмногу преку кремите, затоа што баш онака се густо концентрирани и потребно да се нанесе многу малечка количина, да се распространи с цело лице, очи, врат и тоа долго да трае. Например, се нанела кремата наутро, буквално трае до вечерта, до миење на лице пред спиење. Да. Значи, во текот на денот не се почувствувало сушење или затегање на лицето. Значи, целодневна заштита. Целодневна заштита, да. Како изгледа процесот на развивање на еден производ? Тоа нели е твој домен прашање? Тоа е мојот домен и тоа е Како прво ви се раѓаат идеите, дали правите истражување, предпоставам клиенти, нели, сите клиенти ви даваат идеи за што им треба. Меѓутоа еве како изгледа од самата идеја до реализација. Да имате производот во вашата продавница. Сега откако ја имаме продавницата, многу идеи ни даваат и клиентите, што би сакале да имаме, што сметаат дека ни недостасува во рангот на производи. И ние следиме нели на светските пазари што се нуди, па така гледаме дали нешто ни недостига, конкретно следно да се работи. Како изгледа моментот на креирање на еден производ? Многу долго, многу предизвикувачки, меѓутоа тоа е најинтересен дел во мојата работа, мене лично. Знае да е доста долго, значи еден продукт знае па буквално од идеја до реализација да потрае 2 години. 2 години. Па да, некогаш повеќе, некогаш помалку. Со одредени производи сме имале среќа да трае тоа 6 месеци, меѓутоа па почесто се случува 2 години. Година и пол, 2. Што е тоа што најмногу време одзема? Например, прво имам некаква идеја околу формулација. Ја запишувам на лист хартија и гледам
го прерачунувам соодносот, што е добро, што не е добро во тој сооднос. Правиме први проби и тоа воопшто може да испадне дека не е добар продукт. Текстурата во смисла да не е добра. Се обидуваме повторно. Реформулирам нешто, правам нови измени и тоа повторно се прават нови проби. Тогаш може текстурата да е целосно добра, меѓутоа и тогаш веќе доаѓаме до фаза тестирање на реална кожа. Најчесто тоа најпрво го правам со мене и забележам дали добро ми делува или не ми делува добро на кожата. Дали би сакала да се дозбогати нешто, да се одземе нешто, да се додаде нешто. На крај ги додаваме активните компоненти па правиме нови проби. Кога ќе ги поминам јас тие тестирања, преминувам на мојот сопруг. Потоа меѓутоа сето тоа не сме да биде под 20 до 40 луѓе. Нели, за буквално различен тип на кожа, различни луѓе треба да го тестираат тоа најмалку 6 недели. И спрема различни проблематики, различни типови на кожа, забележуваме какво дејство имал тој даден продукт. Према тоа правиме некаква проценка дали нешто треба да трпи дополнителна измена или не. Доколку треба да трпи дополнителна измена, пак на некој начин наново го правиме цел процес со тоа што веќе имаме одредени правци на промена. И затоа е толку долготрајно. Мене се тоа ми е многу интересно колку и да звучи макотрпно. Да, Тоа е звучи макотрпно. Тоа е па и предизвикувачкиот момент, кога првиот продукт се распаѓа буквално, нема добра структура. Предизвикот е како да дојдеме до правилна структура. Тоа е мојата, нели, професија и тоа е предизвикот кој што, нели, треба да се издржи. Да. Сега кога спомна конкретно за тестирање, нели спомна и претходно дека вие сте animal and cruelty free. Зошто еве други брендови тестираат на животни, кога може да тестираат на луѓе, предпоставам да, тестирањето и правилно на луѓе. е да се тестира на луѓе, а не на животни, затоа што реално нас Не ни е иста на кожата. стаорци нели се тестира најчесто во лаборатории, кожата не е иста. Нели на човек и на стаорец или на мајмун. И да речеме стаорците немаат акни, луѓето имаат. Ние треба да видиме конкретно дали без разлика дали тестираме антиакни или антиеч колекција, треба да имаме одредена проблематика кај реален човек. Сега зошто одредени компании тестираат на животни, само заради ширењето на пласман во одредени држави. Кина е еден од најголемите пазари во светот и не дозволува увоз на козметички производи кои што не се тестирани на животни. Значи, за да извозуваш во Кина, мора да тестираш на животни, да се помине таа процедура. Која е логиката во тоа, бидејќи не ја наоѓам? Не знам. Тоа е законот и правилникот на Кина. Одредени држави не го бараат тоа, мислам се, нели? Да, сигурно. Наши лични избори се, нели, каде ќе извезуваме, каде ќе се пласираме. И дали, нели, ќе паднеме на тој предизвик да тестираме на животни или не. Да. И на крај кога еве кажа дека пробувате различни формули, адаптирате текстура и слично, кој е, да речам, крајниот чекор? Секој производ се сертифицира посебно или како функционира тој процес? Секој производ посебно се сертифицира, пошто формулата всушност се сертифицира. Вие треба да приложите како резултати од целиот процес? Да, значи се изработува комплетна документација за тој продукт, буквално и начин на изработка. Целосно како се изработува, кој е составот со латинските називи, целосната декларација, значи се приложува со латинските називи, се приложуваат 3 продукти на реално тестирање, треба се истестираат тие производи дека не содржат фунги, дека не содржат бактерии, дека не содржат тешки метали во состав, да се поминат сите тие тестови, после се приложуваат сертификати од амбалажа, дека таа амбалажа е конкретно за таков тип на продукт соодветна, и сертификати од секоја можна суровина приложена во декларацијата. Кога зборуваме за амбалажи, нели тука доаѓа тој
еко момент, дали да се избере пластика, алуминиумско пакување, Да. стаклено, дали е возможно, затоа што најчесто козметичките производи се во пластика, Да. па што е проблемот да се користи стаклена амбалажа или па алуминиумска? Тоа се лични избори на производителите. Морам да признаам. Сега дали има предизвици во однос на амбалажата, секако дека има. Нели? Некои производи не е можно да се спакувани во пластика, пак некои производи не е можно да се спакувани во стакло. Например, ајде да го спомнам како најобичен пример еден наш продукт, мусот за туширање, порано беше спакуван во стаклена тегличка, меѓутоа сменивме амбалажата со рециклирана пластика. Од причина што имавме доста муштери, тој производ мора да стои во туш кабина, каде што луѓето се тушираат, нели? И на многу клиенти им се лизгаше затоа што сепак е пенач, се лизга и им паѓаше и тоа е Може да стакло и е скрши, доста да. опасно. И од таа причина ја сменивме таа амбалажа, меѓутоа сепак се одлучивме за рециклирана пластика. Да. Сепак има има Да. опции. Постојат според опции на потребите, пазарот, да. апсолутно. Сега сакав да позборуваме за вашите последни успеси од годинава и предходната, не знам кога точно почна. Тоа е конкретно дека почнавте да ги продавате вашите производи во Зегин аптеките, исто така во Тамаро супермаркетите, маркетите. видов и некои други локални аптеки во Да. други градови. Мене ова ми изгледа како преголем успех, честитки, некако. Фала ти. Јас ги видов објавите дека се случија во малку месеци и сакам малце да знам за позадината. Еве од ваш аспект. До сега се ни раскажа дека нели за се треба време за развивање на формулација. А успехот доаѓа наеднаш. Да. Така и барем изгледа. Како беше целиот процес да стигнете до таму? Па чекор по чекор, веројатно, и скала по скала. Некако наедноставно кажано. Првичната идеја од секогаш не било да го одржиме квалитетот и нашите примарни идеи да не избегаме од нив. Тоа ни била од старт идејата и до тоа се држиме се уште. И баш можам да признам дека сме стварно горди, дека многу правци можеби сменивме према барањата на пазарот, меѓутоа никогаш не ги сменивме првичните идеи. Нели? Од Кои тоа беа тие првични? Например, еко моментот се уште го држиме. Пакувањето, како ги продаваме, нели, не ги продаваме во најлонски кеси, туку во хартиени кеси и тоа не трпи никакви измени. Природните состојки. Природните состојки апсолутно мислам. Да, тоа The core. Да, тоа е и основата. Сега како дојдовме до тие соработки? Па постепено, една по една се случија веројатно и тие природно. Тоа беше ваша идеја или ве контактираше некој Дел од дека соработките е се заинтересиран? случија по наша иницијатива, а дел не нашле и нас. Соработуваме со неколку спа центри кои што не нашле нас да изработуваме масла за масажа за тие компании. Дел од аптеките не побарале нас, дел ги побаравме и ние. Меѓутоа, не можам да кажам па дека сме имале некакви потешкоти во однос на склучувањето на тие соработки. И до сега си оди, мислам, како што е очекувано. Јас баш се изненадив кога видов прв пат, затоа што јас никогаш не купувам козметика од аптека, ама неколку пати што сум влегла не сум видела од мал бренд, козметика или друг производ, еве да е, во аптека не имам приметено. Так. И баш ми дојде како ете пријатно изненадување. А исто што сакав друга тема да покренам е дали имаше дополнителни чекори кои требаше да ги направите за да ги пласирате производите на тој маркет. Инаку претпоставувам многу мали бизниси би пробале да го направат тоа ако беше лесно, кои беа потешкотиите. Па бар кодирањето, например, беше една од задолжителните работи кои што нели за да се пласираме во маркети кои што нели го бараат тој тип на продажба.
тоа беше нешто што моравме да го имплементираме. Всушност требаше да Да ги дизајнирате нови откупиме, етикети. да ги откупиме прво баркодовите за нашите продукти, а после и да ги смениме самите декларации, односно да ги вметниме баркодовите. Тоа е тоа што се побара, да речеме, од Меѓутоа нас. формулите си остануваат. Формулите остануваат исти. идентични. Да. Да. Формулите не трпат никакви измени. Сме размислиле дали нешто во однос на амбалажата треба да промениме за нешто да трае подолго или на рафт. Меѓутоа засеки тоа не трпи никакви измени затоа што сметаме дека се што е досега направено е нешто што Доволно, може и долготрајно во даден рок да трае на рафт. Да. Пример тие аптеки или маркети кои да се бизниси, кога ве контактираа вас, од каде, пример, ве нашле, ве слушнале, затоа што имаме повеќе козметички брендови тука домашни, па што е тоа она што ги привлекло специфично за вас? Ако не се лажам, делумно не нашле по препорака на некој нивни познаник, кој што ја користи нашата козметика, па така слушнале дека производите се квалитетни. Дел не нашле на социјалните медиуми, кои што во моментот баш можам да кажам дека доста помагаат, нели, во однос на маркетинг. Да. Да, значи разни Така канали. некако разни да. канали, да. Да, меѓутоа вие постоите веќе колку 5. Ова е 5-та година. 5-та година, да. 4,5 поточно, ако не се лажам. Значи се исплатело градењето на брендот. Исто сакав да те прашам како се одлучивте за физичка продавница, затоа што многу од и други мали бизниси што ги имаме во нашата мрежа, тоа им е некако неостварлив чекор да дојдеш до момент да отвориш физичка продавница, па што беше клучно за таа одлука и да се оствари тој момент? Всушност, ние не ни мислевме дека нели ќе се продаваме во ланец на маркети или на аптеки. Туку баш мислевме дека ќе се градиме со наши продавници. Мислам дека тука најголемо влијание имав јас и мојот британски инфлуенс. Нели? Овој тип на козметика пред се најмногу се произведува во Британија, во Калифорнија, каде што ваквите брендови си имаат своји продавници. И некако бев под тој инфлуенс и самата првична идеја беше да си отвориме наша продавница. Па после ќе видиме како. Сега, понатамошното работење доведе до тоа нели да има потреба од проширување на пласманот низ цела држава, па така некако се склучи и тие соработки постепено и природно. Зошто наша продавница? Баш тоа е, дека сакавме некако да си изградиме наше комјунити на некој начин, наша заедница. Да имаме Исто и физички бевте простор. Тоа беше сериозни. примарна идеја всушност, баш да тргнеме од продавница. А како се одлучивте за продавница во Скопје, бидејќи вие двајцата сте од Прилеп? Тоа беше идеја веќе на мојот сопруг. Значи се споја некако идеите. Па јас размислував каде да отвориме првата продавница, бидејќи нели примарната работа ни беше во Прилеп и тогаш се уште живеевме во Прилеп. Мојата идеја беше да отвориме продавница во Прилеп, меѓутоа мојот сопруг баш работи нели финанси и тој категорично рече Прилеп не за продавница, туку веќе ако сакаме да отвориме продавница, тоа да е Скопје, затоа што и кога работевме и од Прилеп и имавме онлайн нарачки, примарните нарачки доаѓаа од Скопје. И некако така забележавме дека најголемата потреба, нели, и барања за овие производи би биле токму тука во Скопје и така некако. Па да, логично е тоа, затоа што секако е тешко за малите бизниси да успеат, па уште доколку е во друг град, Многу е каде што поограничена нема луѓе. продажбата, апсолутно. Тоа воопшто не е занемарлив факт, што е за жал така. Затоа што не е едноставно нели да преселиш се. Да. Нели, зборувавме до сега за успесите кои ги имате постигнато и еве и моментално се уште обстојувате, имате идеи за идни планови проширување. Па сакав да прашам дали имате добиено некаква помош од некаков грант или слично, или сето што имате постигнато до сега е од ваши собствени влогови и средства? Да. Ние до сега не сме искористиле никаков нели фонд Да, финансиски, финансиска европски, помош, какви да се. Да, нели
ниту пак од банка се досега било наше финансирање, а рефинансирањето и реинвестирањето е само од продажбата, од остварената продажба. Секоја година, особено на почетокот на годината, правиме нов буџет, нови планови, што треба да се оствари во следните 12 месеци и што од тоа нели да се рефинансира. Така да за сега се држиме до тоа сами да се рефинансираме. Се разбира дека во иднина сигурно ќе ни биде потребна и посериозна помош за поголеми проекти. Да. Значи Бојан добро си ја врши работата со финансиите. За сега да, одлично. Да. Како е да се работи во заеднички бизнис како брачен пар? Секако дека има многу бенефиција, сега има и негативни страни, се разбира. Ние знаеме често дома и проблематиките од бизнисот да си ги однесеме. И нели Нормално. стресот и стравовите и баш онака конкретните проблематики да си ги донесеме и дома. И буквално и низ вечера да се разговара за работата и сето тоа и да заборавиме дека сме пар тој ден. Меѓутоа, олеснувачки е кога баш на најблиската личност, нели, на партнерот, можете да се ослоните за било што. Особено кога партнерот знае во каква каша сме во моментот и знае да ја разбере нели моменталната и тешкотија на проблемот и да не разбере полесно. Се надевам ова важи за двајцата. Да. Така да, си има и добри страни, си има и негативни страни. Па да, како и во секоја Како и во комбинација, секоја комбинација, на веројатно. бизнис партнери. Да. Нормално е, меѓутоа Да. за вас Мене ми изгледа е како да лично функционира. многу олеснувачки што сме и како пар заедно и во бизнисот, затоа што навистина си веруваме. Баш онака, работите кои што, како што спомнав и претходно, ги знае Бојан да ги работи, а не ги знам јас, можам 100% да се основам, нели со доверба, Да. дека тој ги работи ги како заврши што како што треба, ќе треба. ги заврши, дека јас не морам нели тоа сето да го проверам и обратно. Не морам да го научам. Баш онака таа доверба многу олеснува. Супер. Баш ми е мило што еве и после 5 години сте издржале и функционира. Фала ти. Бидејќи мора да привршуваме, што малце ни остана. Да. Сакав за крај да те прашам кои се идните планови на Пура Перла. Можда е да направиме мал рекеп на кои се вашите milestones, не знам како се вика на македонски, најбитни моменти, успеси и како гледате на иднината. Дали имате некоја визија за подалечна иднина? Па да, имаме визија секако дека и за во рок од една година што би сакале да се оствари или во рок од 5 години што би сакале да се оствари. Она што би сакале најбрзо да го завршиме како наш иден проект е да ја заокружиме нели мрежата на аптеки и маркети низ државата, нели да не има во секој град, да сме што е можно подостапни за сите купувачи што сакаат да не видат и во живо, а не само онлайн да не нарачаат, нели? Потоа пласирање на надворешните пазари, како што спомнав, нели Малта е една од нив. И во околните балкански земји, нели, преговараме со неколку, се надеваме дека што е можно поскоро би се случиле такви соработки. Во однос на ширење на пласманот на производи, секако дека и тука размислуваме, нели, сакаме да имаме линија на неактивни производи кои што ќе бидат со многу по-фер цена на пазарот. После во однос на активни компоненти, нели, сакаме да завршиме со нешто што во моментот го немаме, а тоа се пример салицилната киселина, АХБХ киселините. По-специфични производи. Малку по-специфични производи кои што ќе третираат по-специфични проблематики на кожа. И така некако ќе видиме што ќе биде прво, што ќе биде секундарно. Да. Супер. Фала ти, Марија, за се што сподели до сега. Ептен ми е мило што ете ви оди добро и може да го ширите позитивното влијание кон општеството и животната средина и сте добар пример дека ете и од Македонија може да се успее и да се нели прво да се проширите како бизнис во границите на земјата, па потоа и надвор. Само продолжете и се надевам дека мотивиравме некој од тука или да
Да размисли. да размисли за започнување свој бизнис или да проба дел од вашата козметика која нема пробано до сега. И јас мислам ние ве следиме на социјалните медиуми, во контакт сме и баш ќе видиме што ќе биде следно. Јас сум возбудена за она што следи. Исто и јас, фала ви на поканата уште еднаш, многу ми беше мило што сме дел од подкастот, а и многу сме ви благодарни што не препознавте како дел од вашата заедница. Се гледаме во наредна прилика. Се гледаме.